Добро вечер. Дневник во 20 часот на регионалната К1 телевизија. Денес е денот да се олесни душата ако човек на човек замерил, ако човек со човек не зборува. Денес е тој ден да се подаде рака, да се побара и даде прошка. На сите православни верници им го честитам големиот христијански празник Прочка. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден, започнуваме веднаш. Останете со нас. Околу 400 лица од Кавадарци и Росоман се вработиле преку владиниот проект за самовработување. Се разгледува можноста за уредување на Велешкото кале и мостот Богомила. Пожарникарите повеќе не се техничко-административно лице, туку се службени лица од областа на безбедноста. Преку владиниот проект за самовработување во Кавадарци и Росоман се самовработиле околу 400 лица. Тие добиле грант од 3500 евра за отварање на сопствен бизнис. Раководителот на Центарот за вработување од Кавадарци вели дека бројот на заинтересирани од година во година се повеќе се зголемува. Околу 400 лица од Кавадарци и Росоман се вработиле преку владиниот проект за самовработување. Со цел својата идеја да ја претворат во бизнис, овие лица добиле по 3500 евра. Раководителот на Центарот за вработување од Кавадарци вели дека бројот на заинтересирани за добивање на државни пари за отпочнување на сопствен бизнис од година во година се повеќе се зголемува. Секоја година имаме од 30 до 50 вработувања. Или ако направи математика од 2007 до сега имаме негде на околу 300 вработувања. На тоа плюс би го додале оние што оние почнале со еден, па се сега двајца и тројца, некаде со бројка од 400 вработувања од оваа мерка, што директни, што индиректни вработувања. Приоритет за вклучување во програмата ќе имаат невработените кои првпат аплицираат за грантот. Програмата за самовработување тоа е една програма или мерка од нашиот активен план кога тече од 2007 година до денеска. Кога се работи, сакам да биде јасно на гледачите дека ова самовработувањето има два огласи во текот на една календарска година. Едното е во јануар месец, другиот оглас треба да биде некаден во крајот на април и почетокот на мај месец, значи за останатите да можат да конкурираат. Сепак бројот на невработени во овој регион најмногу се намалува благодарение на германската Дрекселмаер. Таму сега работат 6000 лица. Бенефитот од странските директни инвестиции го почувствуваа најмногу жителите од Тиквешијата. Доказ за тоа е фабриката Дрекселмаер во која се вработени повеќе од 6000 луѓе. Според бројот на одобрени грантови за самовработување, Кавадарци е една од водечките општини. Ова за економистите е доказ дека се поголем е степенот на едукација и подготвеноста на младите за водење на сопствен бизнис. Надлежните министерства ја разгледуваат можноста за уредувањето на Велешкото кале и мостот во село Богомила. За реализација на овој проект ќе биде потребно подолго време и внимателно работење, изјави пратеникот во Собранието на Република Македонија Илија Димовски. Се разгледува можноста за уредување на Велешкото кале и мостот во село Богомила. Надлежните министерства веќе ги презеле иницијативите и излегле на терен на двете посочени локации. Владата донесе заклучоци и во текот на оваа година треба да се интервенира, изјави Илија Димовски, пратеник во Собранието на Република Македонија. Околу археолошкото кале, кое што е веројатно според сознанието многу значаен археолошки локалитет, значи станува збор веројатно за место каде што бил градот пред повеќе од 15 века. Има некои почетни информации, има облик на градот како бил поставен, има облик на тврдината како била поставена. За реализација на овој проект ќе биде потребно подолго време, а треба и внимателно да се работи. Состојбите за мостот во Богомила ги разгледуваат Министерството за култура заради заштита на постојниот и Министерството за транспорт и врски за пронаоѓање на решение овој мост да не биде оптеретуван од тешката механизација, потенцира Димовски. Статусот на пожарникарите со закон е решен.
Освен што повеќе не се техничко-административно лица, туку се овластени службени лица од областа на безбедноста. Тие ќе добиваат и бенефициран стаж. Ова предмалку го објави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на својот Facebook профил. Исправена е неправдата кон пожарникарите. Тие повеќе не се техничко-административно лице, туку се овластени службени лица од областа на безбедноста. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски предмалку на социјалната мрежа Facebook објави дека е решен статусот на пожарникарите со закон. Пожарникарите добиваат и бенефициран стаж. Новина е и можноста за добивање лиценца, вели командирот на територијалната противпожарна единица Велес Љупчо Липидовски. Имаме легитимации каде кога ќе действуваме на интервенција, со тие легитимации можеме да поефикасно да координираме при интервенцијата, односно со покажувањето на самата легитимација. Пред тоа имавме случај кај што требаше луѓето од МВР да дојдат за да може да влеземе у станот, пошто не бевме овластени. Сега со тие овластувања побрзо, поефикасно интервенирање на самата ситуација која ќе има настанат пожар. Поради условите на работа, тежината, опасноста и штетноста по здравието, стажот на осигурување ќе се смета со зголемено траење, односно за секои 12 месеци ефективна работа ќе се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување. Тежината на нашата работа, односно на професионалците е специфична, односно сме загрозени при интервенција. Затоа тие бенефиции ги даваат, преди тоа што сите луѓе кога излегуваат од непогоди, елементарни непогоди, ние мораме да влеземе и да извршиме спасување на граѓаните и затоа е таа бенефиција. Новото законско решение го акцентира значењето на склучување на договор за учество во распределбата на средства за финансирање и противпожарната единица која го покрива подрачјето на општината. Инаку ова беше барањето на пожарникарите, посочено пред Груевски за време на неговата теренска посета во Охрид во ноември минатата година. Во последните 2 години се бележи намалена злоупотреба на бесплатниот телефонски број 193 од територијалната противпожарна единица во Велес. Велат дека ова е резултат на активностите кои тие ги спроведуваат за да ја намалат оваа појава. Си поретки се случаите на злоупотреба на бесплатниот телефонски број 193 од територијалната противпожарна единица во Велес, велат дека пред 2 години многу често се соочувале со овој проблем, поради што морале да воведат различни активности од едукативен карактер за да ја спречат оваа појава. Од голема важност за сите граѓани е оваа телефонска линија да биде користена за она за што е наменета. Со добрата едукација прифатија да тие телефони не ги задеваат, односно да бидат стално слободни, да чекаме повик на самите граѓани, каде што треба да им помогнеме, сепак ние сме за градот, каде што треба да им помогнеме у некои непредвидени ситуации, како елементарни непогоди, пожар, поплави и така натака. Сега оваа година и прошлата година па мислам дека се смали 70% од сето тоа злоупотребување, односно сватија дека сето тоа што го правиме ние го правиме во интерес на самите граѓани за да бидат безбедни. И одитната медицинска помош во Велес вела дека се бележи намалена злоупотреба на нивниот повикувачки број. Овие податоци укажуваат дека граѓаните ги менуваат своите навики на несовесно однесување. Во текот на оваа година велешани ќе добијат нов изглед на градскиот стадион. Преку јавното приватно партнерство ќе се гради десната страна на трибините. Со овој проект за модернизација, градскиот стадион станува еден од најдобрите фудбалски терени во Републикава. Преку јавно-приватно партнерство ќе се гради десната страна на трибините на градскиот стадион во Велес. Ова е следната фаза од проектот за модернизација на стадионот, кој треба да се реализира годинава. А следните фази во средувањето на стадионот, тоа ќе биде и отворен повик за јавно-приватно партнерство за левата страна односно десната страна на трибините на стадионот, каде што ќе побараме партнер да ги изгради трибините, а одоздолу да го користи деловниот простор или за било која намена или магазински простор кој што може да се искористи под една трибина. Во меѓувреме стадионот ќе биде ограден со мрежа, ќе се отстранат дрвијата околу трибините и ќе се покрие тунелот. Ќе продолжиме со оградувањето на стадионот, тоа значи поставување на заштитна мрежа на висина од она што се прописите према УЕФА стандардите од 3 метра. Значи ќе одиме континуирано, но полека со средувањето на
фудбалскиот терен и секако покривање на тунелот кој што е направен. Имаме нов тунел изготвено, покривање на тунелот за да може дефинитивно да се заврши тој проект. Локалната самоуправа и понатаму ќе продолжи со обнова и модернизација на градскиот стадион, кој станува еден од најдобрите фудбалски терени во Републикава, направен по сите прописи и стандарди. Во 2015 година поднесени се 63 кривични пријави против 75 сторители, за кои постои сомнение дека сториле кривично дело семејно насилство, а регистрирани се 345 поплаки по кои навремено е постапено, информираат од секторот за внатрешни работи Велес. Против 75 сторители поднесени се 63 кривични пријави за кои постои сомнение дека сториле кривично дело семејно насилство во 2015 година. Регистрирани се 345 поплаки по кои навремено е постапено, информираат од СВР Велес. Ова се податоци кои се однесуваат за Велес, Кавадарци и Неготино. Најчесто сторители се лица од машки пол, 72, додека 3 лица сторители се жени. Поднесени се и 17 барања за поведување прекршочна постапка кои се однесуваат на семејно насилство. Во однос на роднинската поврзаност, најчесто тоа е сопруг, поранешен сопруг, во одредени случаи како сторител се јавува син, татко, лица кои што живеат во вонбрачна заедница и други. Според начинот на извршување, најчесто тоа е со употреба на физичка сила или закана, во поретки случаи со употреба на оружје или на други начини. Семејно насилство, според статистиките, се врши во состојба на растројство, дејство на алкохол и наркотични средства. Меѓуопштинскиот центар за социјална заштита постапува по пријава на жртвата, контактира со истата и според потребите прави проценка за нејзина заштита. Согласно Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, предвидено е изрекување и привремена мерка за заштита, одстранување на сторителот и забрана за приближување кои ги изрекува судот. СВР Велес редовно организира превентивни активности, трибини и советодавни групи, каде што граѓаните се едуцираат за законската регулатива. Ноќеска по полнок ќе биде затворена опцијата за пријавување неконзистентни записи во избирачкиот список на веб страницата на Државната изборна комисија. Туристичките дестинации кои ги нуди Македонија и годинава ќе бидат представени во Берлин. Ова се вестите од Македонија. Опцијата за пријавување неконзистентни записи во избирачкиот список на веб страницата на Државната изборна комисија ќе биде затворена ноќеска на полнок. Овој временски рок доаѓа поради потребното време Државната изборна комисија соодветно да ги обработи, да ги спореди со податоците од вкрстените проверки и да утврди кои од пријавените случаи треба да бидат предмет на теренска проверка. Од Државната изборна комисија соопштуваат дека од денот на објавувањето на избирачкиот список на веб страната на ДИК со податоци, име и презиме и адреса на избирачи, до денеска можноста да пријават нерегуларности во податоците ја искористиле околу 5000 граѓани. Државната изборна комисија воедно информира дека извештајот од добиените резултати од вкрстените проверки ќе го разгледа на јавна седница во среда и најавува дека веднаш потоа ќе се започнат подготовки и активности за спроведување на теренска проверка. Туристичките капацитети и услуги кои ги нуди Македонија и годинава ќе бидат представени на најголемата светска туристичка манифестација во Берлин. Директорката на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Лела Ристовска вели дека се остварени голем број средби со туроператори кои покажале голем интерес за она што Македонија го нуди на берлинската берза. Оваа манифестација важи за место на кое што се договараат голем дел од сделките на најголемите светски туристички дестинации, а годинава по повод 50 годишниот јубилеј на истата ќе учествуваат над 10.000 излагачи, туристички работници и компании од 187 држави и територии од 5 континенти. Над 50.000 лица заболени од Зика во Колумбија. Доналд Трамп претрпе тежок пораз во сојузните држави Вашингтон и Вајоминг, јавуваат американските медиуми. Светот денеска.
Над 51.000 случаи на заразени од вирусот Зика се регистрирани во Колумбија. Тамошните здравствени власти информираат дека меѓу заразените 9.511 се бремени жени, а само за една недела има регистрирано околу 3.700 нови случаи. Вирусот се пренесува преку убото од тигрест комареца, симптомите се слични на грип. По Бразил, каде веќе се регистрирани над 1,5 милион случаи на Зика, Колумбија е втора најзасегната латиноамериканска земја со епидемијата. Светската здравствена организација предупреди дека вирусот се шири низ цела Америка, со исклучок на Канада и Чиле. Доналд Трамп претрпе тежок пораз во сојузните држави Вашингтон и Вајоминг, јавуваат американските медиуми во трката за номинација на републиканската странка на претседателските избори во САД. Трката за именување на кандидат од републиканците за претседател на САД станува се понеизвестна, јавува агенцијата АФП. Американскиот милиардер Трамп води по анкетите и по бројот на освоените гласови, но сенаторот на Флорида Марко Рубио синоќа го победи на внатрешните избори во американската престолнина. Рубио освои 37,3% од гласовите, втор беше гувернерот на Охајо Џон Кейси, а Трамп заврши на третото место со 13,8% од гласовите. Во вторник се очекува избори во сојузните држави Флорида, Илиноис, Мисури, Северна Каролина и Охајо. Триесет наспрема 21 е исходот од денешниот надпревар помеѓу екипите на Охрид и градскиот ракометен клуб од Велес Борец. Велешкиот тим не успеа да извојува победа на надпреварот од 15-тото коло од најсилната ракометна Суперлига. Без разлика на овој исход, Борец игра во плей-аут фазата. Спортските вести во продолжение. Влазирими 77 од Кичево со 1:2 го совлада тимот на Тетовски Тетекс. Очигледно дождот не беше пречка за тимот од Кичево да ги освои 3 бода во овој надпревар. Резултатот во 26-та минута го отвори Мурат Адили, за во 75-та минута Шабан Сулейман да го постигне и вториот гол. Пред крајот на надпреварот во 85-та минута голот на Бенјамин Демир речи си да не беше закана за гостинскиот тим. Надпреварот од 17-тото коло од втората машка фудбалска лига се одигра на Велешкиот градски стадион. Женската ракометна репрезентација на Македонија претрпе минимален пораз од Словенија во квалификациите за Европското првенство, кое кон крајот на годинава ќе се одржи во Шведска. Избраничките на селекторот Симе Симевски, иако беа поразени од Словенија со 21:22, сепак за разлика од првиот во Марибор покажаа дека оваа селекција има потенцијал. Во редовите на црвено-жолтите се истакна Матеја Серафимовска, која имаше 11 успешни одбрани, додека најефикасна беше Симона Стојановска со 5 гола, еден повеќе од Сара Ристовска и Јована Саздовска. Кај Словенија најефикасна беше Тамара Мавсар со 7 гола. Во вториот меч од квалификацијската група 4, одиграни во Бар, Црна Гора ја победи Хрватска со 31:29. Македонските ракометарки квалификацијскиот циклус ќе го заокружат во јуни со дуелите против Црна Гора и Хрватска. На првите две позиции на табелата со по 6 бода се Црна Гора и Хрватска, додека Словенија сега има 4, а Македонија нема освоени бодови. Македонскиот репрезентативец Никола Митравски се покажа во одлично светло на голот на Бенфика во триумфот против Аванка со 31:24 во четвртфиналето во Купот на Португалија. Митравски на овој надпревар ја потврди одличната форма, бранеше во второто полувреме и запиша 9 одбрани. Со овој триумф Бенфика обезбеди пласман на завршниот турнир на 4 најдобри екипи, што ќе се борат за титулата во Купот на Португалија. Покрај тимот на Митравски во конкуренција за пехарот се уште и Спортинг Порто и Мадеира. Завршниот турнир во Португалскиот куп ќе се одигра на 2 и на 3 април, а веднаш потоа Никола Митравски ќе се приклучи на македонската репрезентација во подготовките пред настапот на олимписките квалификации на 8 и 10 април.
Интер ја оствари втората последователна победа во серија А откако ја совлада Болоња на домашен терен со 2:1. Со тоа Неро Аџурите земаа залет во пресрет на дуелот со Рома на Олимпико, кој можеби ќе биде и клучен за пласман во Лигата на шампиони следната сезона. Тренерот Роберто Манчини остана без првиот напаѓач Мауро Икарди, кој се повреди на самиот старт од мечот и ќе треба да направи дополнителни тестови на коленото. Фудбалерите на Интер долго не можеа да го пробијат бедемот на Болоња, а тоа му успеа на Ивана Перишик во 72-та минута од средбата. Само 4 минути подоцна Дамбросио зголеми на 2:0. Болоња постигна почесен погодок преку Бриенца во 90-та минута, но тоа не беше доволно за да освои бод на ова гостување. Голден Стейт и Сан Антонио Спарс ги продолжија своите фантастични серии кога станува збор за настапите на домашен терен, каде овие две екипи забележаа нови победи. Војните неочекувано наидоа на силен отпор од страна на Феникс, но предводени од Стеф Кари шампионите сепак го забележаа 48-миот триумф во низа пред своите гледачи. Голден Стейт влезе во последната четвртина со негатива од 2 поени, но Кари постигна 15 од вкупно 35 поени токму во четвртата четвртина. Незапирливи на домашен терен се и кошаркарите на Сан Антонио, за кои дуелот со Оклахома Сити беше 41-иот триумф во низа пред своите гледачи со 93:85. Леонардо со 26 и Олдрич со 24 поени го предводеа Сан Антонио до оваа победа, надополнети со одличната одбрана врз Расел Вестбрук, кој постигна 19 поени, но имаше и 2 загубени топки. Во добар ритам влегува тимот на Шарлот, кој славеше над Хјустон со 125:109 за својата 7-ма победа во низа. Со овој триумф, Шарлот се искачи на 5-то место во источната конференција. Денеска имавме облачно време со обилни врнежи од дожд. Температурата ќе се движи од 5 до 12 степени. Врнежи ќе има и утре, но тие ќе бидат со послаб интензитет. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Имајте пријатна празнична вечер. Пријатно!